Владата редовно ги следи цените на основните прехранбени производи и ако има потреба ќе реагира со мерки. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски вели дека анализите на државниот пазарен инспекторат ќе бидат готови следната недела. Тој уверува дека животниот стандард на граѓаните ќе биде заштитен, но и дека за да се излезе со конкретни мерки и одлуки треба претходно да се направат добри анализи. Засега информациите од пазарниот инспекторат се дека мало зголемување на цените има кај кафето и маслото за јадење, кои се берзански производи. Има мало покачување на одредени цени, некои се останати на исто ниво цени, меѓутоа имаме поголемо зголемување на цените на кафето и маслото, кои се берзански производи, зависат од светските берзи. Меѓутоа, сепак, за крајна одлука ќе биде известена јавноста доколку ја има, а тоа ќе ја покаже комплетната анализа која ќе биде готова текот на наредната недела. Инфлацијата може да ја подгреат и поскапувањата на енергенсите на светско ниво, главно поради војните тензии на Блискиот Исток. Ристевски вели дека ревносно се следи и глобалната ситуација и берзанските цени на енергенсите. Доколку има поголеми поместувања, смета дека е очекувано владата да реагира со нови мерки. Секако дека пратиме не само внатрешната економија ситуација, пратиме и светските случувања. Она што ќе иде, така и ќе реагира владата. Мораме да бидеме и претходно спремни, имаме информации, имаме состаноци, имаме на повеќе министерства, владени состаноци и така натаму. Се прати ситуацијата доколку ескалира работата која би предизвикала и одредени потреси во светската економија, нормално дека ќе реагира владата. Премиерот Христијан Мицкоски вчера најави дека многу брзо ќе има предлог решение за ублажување на растот на цените на прехранбените производи. Тој не прецизираше за што се работи, само дека владата сериозно му пристапува на проблемот. Владата во февруари ги ограничи маржите на повеќе од 100 групи на производи. Мерката траеше до 30 април. Веќе следниот месец, во мај, инфлацијата на годишно ниво изнесуваше 3,3%, а за еден месец цените пораснале за 1,5%. За една година, храната и пијалоците поскапеле за 4,9%, алкохолот и цигарите за 6%, а комуналиите за 2,2%.